Тоа не е ништо искрено, јас го видов и ја добив пораката од Џафери како пратеници, само не известува. Тоа е една обична информација. Таму го нема ниту протоколот, ниту овие документи кои што се објавени како драфт. Така што не знам што е тоа и не знам како собранието планира да постапува по таква иницијатива. Меѓутоа, согласно моите информации од собрание, во понеделник треба да се стави на координација и да видиме што собранието треба да донесе, како факт треба да донесе, бидејќи никој не знае, веројатно ние Џафери, дали одлука ќе донесеме, дали ќе донесеме заклучок некаков си, дали ќе им го врати на влада, бидејќи имаше и такви шпекулации како некомплетен предлог, така што не знаеме што ќе прави Џафери. Меѓутоа, мислам дека во собранието ќе биде многу тензично кога ќе се носи тоа. Моите информации говорат дека ќе се обиде да прескокне комисиска расправа и ќе оди директно на пленарка, што е противделовнички, што значи дека повторно ќе се шверцува. И тогаш мислам дека ќе има тригер за поголемо собирање пред собранието, затоа што веќе фокусот од владата се сели на собранието. Ние од внатре, народот од надвор, мислам дека ќе спречиме предавство ново, кое што е 10-кратно поголемо од преспанското предавство и тука сме токму поради тоа. Па не ги откриваме искрено чекорите, бидејќи стратешки ние ќе играме. Чекорите ќе бидат и правни институционални и вонправни институционални, значи комбинација на два метода кои очекуваме да дадат резултати, бидејќи гледате дека секојдневно народот контраефекти има оваа владина пропаганда која се обидува да направат меѓуетнички судири, да направат уфрлени агенти од ДНБ кои провоцираат насилство и мислеа дека со тоа ќе го намалат бројот на протестирачи, меѓутоа спротивен ефект на бумеранг доживеа. Имаме сега пута 3 од првичните, видете река народ, значи имате народ од влада до собрание цела поврка. Илјадници луѓе се опрашаат, можеби над 50.000 доаѓаат секојдневно и тоа треба да ги замисли. И не знам, значи ние ќе играме шаховски, тие на потек, ние на потек и нема да откриваме што ќе играме. Ние сметаме дека преговорите со ЕУ не треба да се прекинат, меѓутоа треба да влеземе во ЕУ како македонци. Во меѓувреме се случуваат геополитички тектонски пореметувања и ние треба да го фатиме курсот на новиот светски поредок, во кој што ЕУ ќе биде само слуга на Америка, како што е и сега. И од тука има многу повеќе алтернативи и секој свесен политичар треба да ги игра сите алтернативи. Тоа значи дека и европската алтернатива е една од алтернативите. Нашиот став е да не се затвора вратата потполно, меѓутоа да не се оди се на една карта. Тоа е погубен став, ние видовме дека тоа е погубен став за нашата политика, зборувам за надбрешната политика, и ни треба реструктурирање. Меѓутоа, тие се обидуваат комплетно да дадат сеа да не добијат ништо. Тука е тоа што иритира. И мислам дека во перспектива, гледајќи значи децении нанапред, Европската унија нема да биде веќе толку примамлива колку што е сега, затоа што на крајот на криштата ние треба да дадеме се, а тие да не дадат ништо и тоа е тоа што го иритира народ. Па има многу алтернативи, видите во српскиот пример. Значи ги имате движењето на универзалните преку кои што тие играат, Вучичка што игра, ги имате БРИКС, ги имате Појас и пат иницијативата, зближување со големи други светски сили, значи има многу алтернативи. Исто така и Европската економска заедница е една од алтернативите, Отворен Балкан, што е дамнешна некоја се левичарска идеја на Балканска конфедерација, така што имате многу иницијативи, само затворен ум не ги гледа. Ум кој е ЕУ фундаменталистички, ум кој е платен од Сорос, тоа не може да го види, меѓутоа за среќа 75% од народот тоа го гледа веќе. На последната анкета 75% од македонците се против овој предлог, така што овој предлог ќе дадеме се од себе да не помине, но повторно го повикуваме народот, бидејќи без народот не можеме сами да се бориме. Сите концепти се отворени, значи светот е широк, голем, има многу креативни идеи, се е на маса и со сите треба да играме. Тоа е нашиот став од секогаш. Значи интернационализмот е позната левичарска концепција, треба да се игра со сите, буквално со сите земји од Обединети нации, со сите земји, со сите регионални и пошироки иницијативи, така што има алтернативи, само затворен ум не може да ги види. Ние ги гледаме.